Досега за вакви настани сме слушале и читале по светските медиуми, но за жал денес сме сведоци на немил настан кој што ја потресе целосно македонската јавност. Денес на големо се зборува за непромислената одлука на еден родител кој своите две деца ги заклучил и оставил на паркинг во автомобилот. На оваа тема подетелно разговараме со представник од првата детска амбасада Меѓаши. Господјо Наташа, ви благодарам што прифативте да бидете дел од вестите на Алфа. Како што напоменав, јавноста денес на големо зборува за непромислената одлука на еден родител кој своите две деца ги оставил и заклучил во автомобилот. Ова се случувало околу 10 часот синоќа. Кој е вашиот став за ваквата непромислена одлука? Првата детска амбасада во светот Меѓаши најостро го осудува овој чин на неизгрижување, односно невнимание на родител кон деца. По тој повод Меѓаши апелира никогаш, ама никогаш да не се оставаат децата во затворен автомобил, без разлика на време траењето на вашето отсуство во каде и да одите. И воедно ја користи приликата да повтори и да упати апел до сите родители и родителската грижа никогаш не престанува. Јас и во самата најава споменав дека Македонија не памти дека се случил ваков настан во нашата држава. На што се должи ова, бидејќи досега за вакви настани сме слушале само по светските медиуми? Точно така, и ние немаме сознанија како детска амбасада во рамките на нашата држава дека ваков настан се случил овде. Меѓутоа, статистиките од, речеме, Соединетите Американски држави говорат дека 750 малолетни лица загинале како резултат во последната деценија како резултат на заборавање во автомобил. Во просек тоа се некои 30 малолетни лица губим, Соединетите Американски држави губат на годишно ниво од оваа причина. Согласно повелбата за Конвенцијата за правото на детето, членот 6 особено го објаснува значењето на државата во обезбедување на сигурен опстанок и развој на детето. Како земја членка и подписничка на оваа конвенција, државните институции, невладениот сектор, медиумите, родителите и сите засегнати страни е потребно да постојано да поттикнуваат кон одговорно родителство и укажување на последиците од вакви немили настани. Вие сте првата детска амбасада во светот која што се залага за правата на децата. Според вас, што институциите треба да превземат по ваквиот инцидент? Видите вака, согласно членот кој што го наведов од Конвенцијата за детските права, во рамките на законите, на важечките закони на државата мора да спроведува постојан надзор и да ги поттикнува родителите на одговорно родителство. Имено, Законот за регулирање на сообраќајот на патиштата предвидува одреден дел на санкции за кога не се почитуваат правилата како децата учествуваат, како децата се транспортираат и учествуваат во сообраќајот. Потребен е член кој јасно ќе ги санкционира, делот кога децата се во состојба се во позиција на негрижа и оставени сами како учесници во сообраќајот. Така да апел до надлежните институции да се превземе или да се ревидираат деловите од овој закон каде што може да се направи нешто по овој повод. Ви благодарам, господја Наташа. Ви благодарам на вас. Според информациите со кои што располагаме, соопштени од Министерството за внатрешни работи, е дека таткото ги оставил своите две деца на возраст од 4 и 7 години во својот автомобил додека спиеле, пошто тој заминал на прослава по повод успение на Пресвета Богородица. За сега не е познато колку временски период децата биле сами оставени во автомобилот. Исто така имаме информации од Центарот за социјални грижи, оттаму велат дека децата се привремено одземени и со нив работи социјален работник.
Се надеваме дека ова ќе биде единствен случај кој што ќе служи како пример на останатите родители за она како не треба да се однесуваат и постапуваат кога се во прашање нивните најмили.